Пред да го почнеме разговорот со професорката, најпрво сакам да ви посакам топло добре дојде на сите, да ви се заблагодарам што вечерва дојдовте во толкава бројка и ќе се обидеме заедно со професорката Весна Мојсова-Чепишевска да ви ја доближиме книгата на најдобар можен начин и едноставно да ве убедиме дека ова е книга која што токму вам ви треба. Професорке, на што ќе се обложиме јас и вие вечерва? Па, јас би сакала да се обложам на добри сат разговор, а секако и на добра енергија и понатаму на добро читање. Так, може. Може се согласува републиката? Да, може да остане. Па, добро вечер и од мене. Се радувам дека сум во Аландово. Секогаш убаво се чувствувам. Со Станка веќе долго време сме заедно, почнувајќи од клупите на филолошкиот факултет, па сега и овде, ама секогаш кога доаѓам во Баландово, како да доаѓам дома и особено во домот на културата, бидејќи секој дом на култура за мене е еден вид на светост, па така што ви благодарам на Станка дека најде еден преубав простор во кој што јас и таа малку ќе го разговараме, бидејќи мислам дека поминато е времето на оние тешки подалеку. Да, добро. Да, бидејќи мислиме дека е јако. Значи подалеку и затоа. Добро, ова е нова техника на која што треба да се навикнеме. Не знаеме колку треба да бидеме блиски во однос на техниката. Првата книга, подпишана само како Станка Бајлозова, беше тогаш. Носеше наслов "Студентски портрет". И по тој повод напишав една рецензија, која ја насловив како и автопортрет и галерија портрети на книжевни ликови. И тогаш истакнав дека оваа книга, колку што е портрет за самата авторка, некогашна студентка на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, а потоа дипломиран професор по книжевност, толку и галерија портрети на сите оние книжевни ликови кои ја провоцирале. Но и дружба со големи авторски имиња, на коим се воодушевувала, кога со страст и стравопочит се дувала да ги чита. Текстовите се вдомени во ова нејзино книжевно првенче и тие дишат со искреност, блага наивност и силна емотивност, при што го откриваат и нејзиното љубопитство за сите жанрови. Се сеќавам, Станка, колку се радуваше на тоа свое првенче, и јас се радував како успех, бидејќи тоа излезе по нејзиното дипломирање и беше на некој начин една надкруна покрај дипломската работа која што работеше. Но мене ме интересира, сигурно ќе ги интересира и денешните гости, како од денешен аспект ти изгледаат сега тие текстови. Кога сега ги читаш малку повозрастна, малку поискусна, животно, професионално, дали би се занимавала и понатаму со есеистика и критика, бидејќи еве денеска, како што гледаме, веќе си запловена во добри води. Како автор на раскази, книги раскази, можеби во скоро време нешто друго може ќе се појави. Па ме интересира, како гледаш сега на тоа? Би се навратила ли? Би пишувала ли? Пишуваш ли, ама не си ги објавила? Јас навистина ви благодарам многу што ја спомнувате мојата прва книга, "Студентски портрет". Инаку за делот од публика која што можеби не знае, професорката Весна Мојсова-Чепишевска е еден од ретките ликови кој што ме пропратува во сите кардинални моменти од мојот професионален живот. Таа е рецензент на 3 мои објавени книги. Таа е индиректен виновник што јас воопшто се запишам на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Меѓутоа, бидејќи приказната е долга, би сакала да ја раскажам во некоја друга прилика. Може некој расказ, може некој есеј. Можеби, може. И професорката е исто така кардинален виновник што јас бранев дипломска од отворен тип на факултетот. Знам дека велев нема шанси, сакам во кабинет затворен, значи не сакам во библиотека да бранам. Меѓутоа професорката некако позитивно ме присили тоа да биде во
библиотека, самата дипломска да биде од отворен тип и нормално нели дека сите тие работи си придонесоа и си повлекоа своји бенефиции понатаму. Инаку, како гледам, професорке, на оваа моја книга, дефинитивно не би се навраќала повторно на критика и на есеистика, бидејќи сметам дека импресионистичките текстови многу повеќе ми лежат, за разлика од критика и есеистика. Како гледам на тие текстови воопшто? Па гледам исто како што една жена од својата зрела доба, со своето животно искуство, гледа кон првите љубови воопшто во животот. Гледам кон нешто недоволно оформено, нешто недоволно зрело, меѓутоа, нели, сепак пак беше и во тоа време храбра, затоа што тоа се текстови кои што Станка ги пишуваше додека студираше, непосредно по студирањето тука, значи во тоа време, 2, 3, 4 година. И тоа е навистина храброст да по дипломирање да сакаш тоа да го споделиш како еве, како што видиш ти, како еден студентски портрет. Значи тоа е еден нов индекс за тебе беше тогаш кога се појави. Дефинитивно. И таа книга почна да се раѓа во мигот кога почнав да го спремам јужнословенски книжевности како испит, поради кој ден денеска си носам +1 диоптрија. Инаку, да, секако се согласувам со вас дека сепак нели таа книга си има своја важност и свое значење, бидејќи ако не беше студентски портрети, ако не беа други работи кои што се случува низ текот на годините на професионален план, денеска дефинитивно немаше да ја имаме облогот како книга. Така е. Сега, уште при првиот прочит на Силуети, тоа е втората книга на Станка, а инаку втора книга, нејзина прва книга раскази, збирка раскази, ама веќе беше тогаш Станка Бајлозова Барламова. Да, така и го гледам и на тој начин нејзиното видоизменување, прогрес и така натаму. Значи, ја насплутив скрината желба на авторката овие нејзини раскази да се читаат како еден вид пораки во шише. А знаеме што е порака во шише. Многу магично делува, замислете да напишете нешто, да ставите некој ливче во некој шише и шишето да го пуштите да плови по варата. Кој знае каде ќе отиде? Зашто таа е како оној човек кој рамнодушно и смирено ги пушташе предметите во вода и остануваше на брегот, гледајќи ги како запливуваат по езерската шир. Така пишуваше Станка, така пишува Станка. А нејзините приказни, како оние мали стакленца шишенца, што се бореа со езерските бранови, сакајќи да запливаат по бистрите води. Таа, во таа своја прва збирка раскази, не пишува премногу, не обременува со премногу приказни, не ги намножува своите ликови и тие своји ликови не ги става во премногу ситуации. Зашто пораката треба да биде кратка, јасна, а особено ако ја читам вака како порака во шише, треба да стигне до секого и да стигне секаде. Како се чувствува Станка сега кога ги чита и овие раскази, бидејќи помина одреден број на години, на денови, на месеци, на денови? Дали би ги напишала поинаку, ако седне сега да ги препишува, допишува, доразвива, како би изгледале тие нејзини раскази? Или стои цврсто за тие своји првенчини? Па, пред се сметам дека апсолутно секој човек низ текот на својот живот поминува низ различни животни фази и јас лично како човек сметам дека дел од тие различни фази се следниве 3 кои што сметам дека се доста битни и сега ги набројам. Тоа е фазата на школството, кога учиш исклучиво за теорија и како таа теорија да ја примениш во блиска иднина. Втората фаза сметам дека е фазата кога на некој начин, таа фаза ја суште ја нарекуваме како фаза огнено крштевање, излегуваш од школските клупи, се соочуваш со реалноста и тогаш сваќаш дека теоријата за која што те учат со години во школството, всушност и не е така лесно применлива во реалноста и за да можеш да ја примениш таа теорија, мораш да ја кастриш, да ја сечеш, да ја преобликуваш. И третата фаза е фазата кога
се соочуваш со реалноста, почнуваш да ја прифаќаш каква што е и на некој начин се сплотуваш со самата реалност. Зошто го кажувам ова? Го кажувам бидејќи Силуети како книга е пишувана во една меѓуфаза, односно неколку години по завршувањето на моето школство, и се чувствува доста тој песимизам или на гледање на нештата, и мислам дека тоа е сосема нормално, бидејќи повеќето од студентите го гледале светот како што сум го перципирала во тој момент и сум го пренесувала на некој начин таков на хартија, а инаку дали би ги менувала тие раскази, па дефинитивно не, бидејќи стилски не би ги менувала, ни стилски никако. Ни во самите реченици, дали сега се чувствуваш дека си малку побогата, додека пишуваш дека твојата реченица пораснала, за разлика од она што беше пред 2, 3, 5 години и така натаму? Па од таа перспектива можеби, меѓутоа, еве ќе ви кажам зошто не би ги менувала од овој момент во кој што се наоѓам сега во животот, бидејќи пред се сум човек кој што гледа кон иднината и сметам дека во животот има апсолутно премногу убави нови работи кои што можат да се пробат, да се вкусат, да се видат, што апсурдно е на некој начин да се вртиш кон минатото и сега не дека нели Силуети како книга си нема своја вредност и си нема свое значење, меѓутоа не сум некој кој што сака да се врти кон минатото, бидејќи сите нешта кои што сум ги видела и сум ги пробала во минатото едноставно си останале интересни во даден момент и таму им е местото. Меѓутоа иднината носи доста убави работи кои што навистина мислам дека би имале во мојот живот многу поголем приоритет. Па добро, еве, ова беше само мал влез, да речеме, во она што сакаме вечерва да го постигнеме со нашиот разговор. Ја сакам да и наздравам на Станка, да и наздравам на книгата и да ви наздравам вам на сите, бидејќи денеска сме навистина на еден убав момент, а тоа е промоцијата на облогот. Е сега, вака вели Кавка, не ја искривувајте, не ја разредувајте, не обидувајте се да ја направите логична, немојте да ја менувате вашата душа според трендовите. Наместо тоа, безмилосно следете ги вашите најинтензивни обсесии. Така пишуваше Кавка. Зошто сега ми беше овој цитат од Кавка провокативен и добар? Затоа таа, писана Станка, дозволува своите ликови целосно да ја отворат својата душа. Да им го позајмува гласот и тие се отвораат пред нас, да не ги им дозволува да не ги прикриваат своите размисли, да ги споделуваат своите, да ги испишуваат своите обсесии. Лесно ги беше за Станка Белозова-Барламова да им дозволи на своите ликови да ги чувствуваат нејзините раскази како еден нивен, своевиден бележник. Зашто овие раскази се и ситуации кои ги разголуваат нејзините ликови, кои им даваат можност да си кажат скоро се што им лежи на душа, кога тие те посетуваа. Ова прашање што вие ми го поставувате сега, професорке, во моментот, неодамна ми го поставија и од издавачкиот центар 3, кога ми го направија првото интервју за приказни.мк, и тогаш во тој момент ми го поставија истото прашање, меѓутоа малку во изменет облик. Прашалникот ми го спремаше тогаш Милена Селјановска, која што ја поздравувам сега во моментот, и таа само ме праша дали ова прашање, прво вака ме праша, дали ова прашање може да излезе во прашалникот? Викам може, апсолутно се. И вели, дали идентитетот со кој што настапува Станка во реалноста е нејзиниот вистински идентитет или нејзиниот вистински идентитет го знаат исклучиво најблиските луѓе од нејзиниот живот? И повторно доаѓаме до таа точка дека колку и да се сметаме себе си за искусен читател, сепак не би рекла дека апсолутно секој читател во даден момент може да направи точна дистинкција за тоа до каде, до која граница се ставовите на авторот, а до која граница се ставовите на ликовите. И доаѓаме до момент кога нештата се мешаат. Еве, например, пред 2 дена во саботата ставив едно стори кое што како објава го споделија издавачкиот центар 3. И тоа беше еден мал фрагмент, исечок од еден мој расказ,
каде што, ако добро се сеќавам, вака беа речениците. Во животот немам сретнато паметно суштество од жена. Немам таков старател ментор од кој што сум научил повеќе од што не сум научил од жена. Дури од оние жени кои што вака на брзина ми претрчали и само ми поминале на животот. И тука во Месенџер добив милион пораки од блиски, од другари, од луѓе кои што се занимаваат со книжевност, за да ми прашат дали тој став е мој став. И велам не. Значи тоа не е така, бидејќи едно се ставовите на ликовите во книгата, сосема друго се ставовите на авторот. Тоа е став на самиот лик кој што ја раскажува својата приказна. А колку авторот се согласува со тој став, мислам дека тоа е нешто или прашање на кој што апсолутно ниеден автор нема да даде одговор, па нема да дадам ни јас. Супер, ама битно е дека ние секогаш од другата страна оние што читаме, не оние што пишуваме, затоа што ова облогот е твоја, ти си подпишана под облогот, ама ние сме како критички настроени, па секогаш се обидуваме да најдеме скокотливи прашања, да најдеме ситуации, нели? И знаеме дека токму таквата скокотливост е она што ја привлекува и публиката. Така, да, баш. Ја го привлекува читателот, зашто мора да кажам дека скокотлив е и самиот наслов, нели? И така јас и ти нели отворивме ова да се обложиме, во што да се обложиме во овој нареден саат, дека ќе биде за сите едно вистинско уживање, но дека ќе биде и празник за не само за културниот дом во Валандово, туку и за цело Валандово. Сега одиме вака. Ова се приказни кои без проблем ги минуваат границите на македонскиот јазик и кои излегуваат надвор и од македонската книжевна сцена. Зошто се одлучи на ваков чекор? Бидејќи мислам дека си ти една од ретките кои што твоите ликови може да живеат во било која друга и книжевна, и културна, но и општествена средина. Кога ти светна дека треба да пишуваш за било кој еден, од било која точка на земјината топка? Прво морам да кажам дека навистина е голем комплимент некој што пишува да добие ваква реплика од еден од најавторитетните професори на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, бидејќи нели сите имаме многу професори, сите имаме многу луѓе кои што ни минуваат некако на животот, меѓутоа многу малку се оние кои што оставаат трага во нашите животи. И навистина кога ми ја пративте рецензијата и кога ги видов тие реченици, прво си реков вау, се замислив и инаку кога ми светна, па на крај на 2022 и почетокот на 2023 година почна повторно со пишување приказни, бидејќи последната, мислам претходната книга приказни која што излезе беше Силуети во 2021. И сега направив пауза од неколку години и потоа во 2023 повторно почнав со пишување, меѓутоа целта не ми беше во тој момент, во таа почетокот тој на 2023, не ми беше да објавам книга, туку целта ми беше овие мои приказни да се најдат објавени низ веб портали кај нас овдека, кај нас во Македонија или низ списанија различни. И почнав да ги браќам расказите, меѓутоа расказите беа одбиени. И сега, бидејќи пред се сум книжевник и нели не би сакала нели апсолутно да звучам нескромно, меѓутоа од прилика можам да му ја знам вредноста на нешто. И се чудев нели зошто. И во тој период, во разговор со една другарка која што работи превод и толкување, почнавме, си реков, ќе почнам ќе ги преведам расказите на англиски и ќе пробам нешто надвор, нели, што малку звучи апсурдно кога те одбиле дома зашто да пробуваш надвор. И тогаш во моментот кога таа почна да ми ги преведува моите раскази, јас почнав да истражувам на интернет каде всушност ми беше предизвик и каде сакав да си ги видам моите раскази објавени. И тука почнав да праќам текстови и сега не дека не ме одбија, имаше места нели кои што не дел од расказите не ги прифатија, меѓутоа имаш исклучителен успех и со некои раскази. Да, така, да. Така што затоа мислам дека на некој начин изненади нас дека и твоите раскази на вистина, не само фигуративно кажано дека може да излезат. Тие на вистина излегоа надвор од нашата граница. Да, и најголемо задоволство ми причини кога во 2023 еден од расказите кој што го нема сега во книгата се најде објавен во антологија на хорор раскази во Индија на англиски јазик и потоа во 2024 година уште еден расказ, а тоа е расказ од Баклава кој што го има внатре во книгата,
беше објавен повторно во антологија, повторно во Индија на англиски јазик и таму се најдовме, кругот беше релативно потесен и се најдовме околу 30 автори објавени од различни земји и така. И во тој момент некако се најдов крај на 2024 ни лево ни десно, немав ни доволно раскази, а бидејќи сум премногу самокритична кон себе, немав таа бројка што јас ја очекував дека ќе излезат, можеби околу 5-6 излегоа објавени во различни списанија и вие или некој од публиката ќе каже па добро, па тоа е успех, меѓутоа сакав повеќе реално и затоа продолжив со пишување за да имам книга. Ја пратив до издавачкиот центар 3 за неполни 2 дена добив одговор дека дефинитивно ја објавуваат. Значи ги закачи некако така. Очигледно бидејќи издавачката куќа 3 е многу сериозна издавачка куќа во Македонија и знаеш дека таму скоро најголемите автори објавуваат и се заштитни лица на 3, така што навистина дека тој уредувачки тим на 3 видел нешто исклучително во облогот на Станка Белозова Барламова. Тоа е така. Се надевам дека јас се надевам и затоа посакувам и оваа промоција и разговор да не биде единствен, туку да се случат и во Скопје, да се случи и на други места, така што ете книгата и на тој начин бидејќи е многу убава кога за книгата разговара и самата авторка покрај овој критички поглед од страна кон облогот, така што затоа велам дека ете ова не беше само фраза, туку навистина тие твои раскази ги минуваат границите, значи и реално вистински, но и може да се свати и фигуративно, бидејќи за тоа ќе зборуваме малку понатаму. Благодарам. Ако не води мислата на Жан Пол Сартер дека зборовите се наполнет пиштол, тогаш приказните што ги раскажува Станка Белозова Барламова, фактички приказните што не ги раскажуваш ти, нели? Се пиштол што може да ти ја разнесе и мислата и душата. Ако си осамен кога си сам, тогаш си во лошо друштво. Денеска знам дека никој од вас не е во лошо друштво, токму вечерва, а тоа го кажа Сартер. А во какво друштво се ликовите од збирката Облогот? Па дефинитивно не се во добро друштво. Тоа се ликови кои што физичка дружба апсолутно никогаш не им фали, меѓутоа често се чувствуваат осамени. Еве, например, ликот на Ми Иден или ликот на лекарката стоматологот. Тоа се ликови кои што од перспектива на класичен наблюдувач на нештата, тие две жени се ликови кои што водат доста удобен, доста комфорен, доста луксузен живот, меѓутоа постои нешто кое што тие го немаат во животот. Значи, нивен дострел не е исклучиво само материјалното, туку напротив, на некој начин станува збор за две жени кои што нивната интелигенција е стварно на едно високо ниво и бараат многу повеќе од тоа што може да им го понуди општеството, бараат повеќе екзалтираност, бараат повеќе фанатизам и едноставно затоа се соочуваат со препреки во животот. Ликот, например, на мажот кој што страда од интерперсонален комплекс, например. Имаме лик на маж на кој што женска дружба апсолутно никогаш не му фали. Тој постојано е окружен со жени, меѓутоа многу често се чувствува осамено. Еве, не знам, по некое непишано правило од давнина па се до денес постои некоја општо прифатена дефиниција дека тие најпосакувани мажи во општеството се мажи на кои што женска дружба никогаш не им фали. Меѓутоа, во 21. век пак сега психијатријата и психологијата нудат едни поинакви одговори, дека можеби тоа се ликови кои што страдаат од интерперсонални комплекси кои што се поврзуваат со, например, прва хипотеза, можеби со мајка која што во нивното детство водела недоличен живот. Или можеби биле малтретирани психолошки или физички од страна на девојчиња во училиштето, на улица или било каде. И едноставно од таа причина психијатријата и психологијата даваат такви одговори. На ваквиот вид, например, на одговори се надоврзуваат и филмовите за најголемите суперхерои, например за Спајдермен, за Бетмен, за
тоа се ликови на мажи кои што покажуваат исклучиво огромна физичка машка величина, меѓутоа никогаш не посегнуваат по тоа да менуваат партнерки, туку апсолутно гаат идеал кон само една жена. И сега тука се поставува прашањето, нели, дали всушност тие машки ликови сметаат дека преку сексуалниот чин, нели, метафорички го понижуваат женскиот род. И затоа психијатријата и психологијата се поврзуваат со тие прашања. Или, еве, ќе додадам ликот, например, на професорката. Тој е лик на жена која што си ја обожава својата работа, сака да е со деца, ги обожава тие деца, меѓутоа прави чекор назад во општеството во кое што живее. Не сака да излезе на сцена, бидејќи смета дека живее во општество за жал, кога се сменети работите, кога на сцена излегуваат луѓе кои што можеби за жал кај нив се зголемени повеќе амбицијските празни апетити отколку умствените вредности. За жал таа смета дека живее во такви едни времиња и смета дека тоа се времиња кога можеби интелектуалците се повлегуваат назад, а на сцена излегуваат можеби ликови кои што не треба да излезат. Јас мислам дека секој ден кога ќе ја земе книгата облогот ќе најде некој свој расказ кој што ќе го допре, некој расказ кој што ќе го замисли, некој лик кој што ќе го вознемири, некој лик на кој што ќе се смее и така натаму, така што ти изборуваш за различни ситуации, значи твоите ликови ги ставаш во различни ситуации. И во тој контекст најголемиот број ликови од таа најнова твоја збирка се ликови кои се прашуваат на што се обложуваме во животот. Ние понекогаш се обложуваме кога не знаеме дека се обложуваме. Не помислуваме дека навистина сме се обложиле. Стануваме ли модерни ѓубреџи, луѓе кои непотребно го складираат материјалното во огромни купишта, кои се затрупуваат и задушуваат во тие купишта ѓубре? Стануваме ли се повеќе невротични, анксиозни, заробени со гневот и омразата кон сопственото тело? Не притиска ли слабодушноста, срамежливоста, повлеченоста кон своето јас? Дали се повеќе сме оној кој ужасно се плаши од умирање, бидејќи се уште не живеел? Така вели Кавка, ама еве денеска повтор пат го цитирам. Во мојата рецензија за оваа твоја книга, ти, како и Елиф Шафак, ја поврзуваш книжевноста со емпатијата, нешто што во последно време навистина многу ни недостасува. И можноста да се влезе во туѓа кожа. Така ти успеваш многу успешно да влезеш во безброј кожи. И во онаа на професорката, која што ја спомена, докторката, невротикот, депресивецот, манипулаторот, демначот, силувачот, осаменикот, жртвата. Па, како ти беше како писателка да го оставиш својот убав живот во симпатичното Валандово и да се скриеш во својата творечка работилница, бидејќи факт е дека секој писател има своје катче и своја работилница, нека е тоа едно мало ќоше во домот кој што е твој дом или во твој дом, да се осамиш во тоа своје катче на домот и да се преобликуваш во сите тие твои ликови, да се преоблекуваш, да ја менуваш кожата како камелеон и да им го позајмуваш гласот на сите тие ликови. Бидејќи, ако ти не беше таа што ги го дадеше гласот, тие ликови ќе останеа неми, нивните приказни ќе останеа нераскажани, нивните приказни ќе останеа неслушнати. Зашто час раскажуваш за машки, час за женски лик. И подеднакво си добра кога раскажуваш од таа перспектива машка, од таа женска перспектива. Ти си како еден вид нивен медиатор. Дали сум го права? Па може би. Инаку, тоа што го спомнавте за колекционерството како една потреба, мислам дека колекционерството како потреба на безброј битни и небитни работи во денешно време особено се забележува преку социјалните мрежи. И денеска една од највлијателните, вака да кажам, најфенси, не знам дали е тоа професија, коригирајте ме ако грешам, меѓутоа за младите нешто најпримамливо од денеска да се биде инфлуенсер. А што значи да се биде инфлуенсер? Сите знаеме што значи превод, нели, на инфлуенсер од англиски на македонски, значи да се биде влијателен човек.
како во денешно време можеш да бидеш влијателен човек, нели, особено преку социјалните мрежи, во најголема мера доколку пропагираш удобни и луксузни места за патување, доколку пропагираш и презентираш брендирана и скапа облека и доколку презентираш луксузни препарати за негување на физичкиот изглед, што особено кај жените, што јас не велам дека тоа не е во ред, меѓутоа не е во ред кога не е во ред доколку мнозинството го восприема тоа во најголема доза и во најголема мера. И едноставно во тој случај не се согласувам, нели, дека работите се добри и како што треба. Меѓутоа, еве, сепак, нели, како што велите и вие, можеби најголемата емпатија која што мене како авторка ме поврзува со моите ликови, па и не гледам професорки лично, искрено дека бев доста емпатична кон моите ликови, дури мислам дека бев и премногу критична кон нив. Најголемата моја емпатија кон нив е можеби што им дозволувам своите приказни да ги доживеат како еден вид свој бележник и да можат да се произнесат и да ги раскажат своите приказни там. Така, ама додека ти ги кажуваш, ги раскажуваш тие нивни приказни, ние стануваме емпатични, бидејќи ние почнуваме да сочувствуваме со нив. Зошто тоа токму нив така им се случува? Зар не можеше поинаку? Зар не требаше поинаку? И кога тоа кај нас како читатели си ги поставуваме тие прашања, тогаш е јасно дека и ти си погодила во однос на таа емпатија. Се надевам. Па затоа велам дека многу е добро кога после прочитаната книга не мора сите раскази да ве допрат, не мора сите раскази да ви се допаднат, некој повеќе, некој помалку од тие раскази. Ама битно е дека ќе најдете сили и страст да напишете некој коментар, да напишете нешто, затоа што ова не е книга која што се чита само еднаш. Можете многу пати да ги препрочитувате расказите. Дури, еве моја препорака, не мора и да ги читате поред. Тргнете од самиот наслов, дали може би насловот ќе биде тој што ќе ве привлече, или ако почнете па ќе видите дека тоа е тој лик или професијата која што обележува тој лик, може тоа да ве привлече. Па затоа велам дека ќе најдете, секој од вас ќе најде начин како да ја види, како да ја прочита оваа книга. И затоа во тој контекст сакам да кажам дека во меѓувреме Станка навистина ферментираше како автор. Затоа и моето, нели, почетокот на овој наш разговор почна така. Сакав да се потсетиме и на студентски портрет, и на силуети, за да дојдеме до облогот. И дури да речеме, еве, и самите настави на книгите, нели, студентски портрет, нешто еден портрет со кој што ти го затвори едно поглавие, нели, во образованието, така, па силуети, се појаваш како некаква силуета со авторството, не си се уште некој силен, не сакаш да си така чувствуваш дека не треба веднаш да бидеш некој силен или не ни очекуваш, ама веќе со облогот е има сосема друга димензија и во тој контекст мора да кажам дека ферментираше и незиниот стил. Се разви многу повеќе незината приказна. Значи, ако читаме приказните од силуети и приказните од облогот, ќе видите дека таа навистина е многу посилна приказна. И Незе, тука кога велам Незе, мислам и на авторката, ама мислам нели и на самата приказна, им стана тесно во сокачето на македонската книжевност, значи им станува веќе тесно, бидејќи таа кажа дека некои тие раскази излегоа, се прошетаа, така да кажеме, ги поминаа границите. Иако од неа учи од таа македонска книжевна сцена, како да им даде глас на семантички полните имиња, тоа мене многу ме воодушеви кај тебе во овие раскази, затоа што знаете, имате, например, јас еве неколку сум одвоила, може Станка сигурно ќе спомену уште некој, посеболюб и наетовски. Значи, вие ако ги разложите зборовите, односно ако го разложите името, ако го разложите презимето, дури така можете да откриете некоја карактерна особина на самиот лик. Или Огнен Воденов. Замислете, името му е Огнено, а презимето му е Водено. Или Игла Остроумовска. Знаете како кога некој ве зашива, ве боде, иглата е Остроумовска, ве шие. Иако од неја наследува, мора да кажам дека има една исклучителна во овие раскази, така наречена магична атмосфера,
што јас претходно ја читав и сигурно дека и таа ја читала таа магична атмосфера, а тоа е кај Петре Андреевски и Живко Чинго, но во принцип кај нив и кај Петре Андреевски и кај Живко Чинго таа магична атмосфера произлегува од една рурална средина, а кај тебе овие се исклучително урбани ликови, па и те предвижување дека еден магичен реализам не обстојува во македонската книжевна сцена само во рурална средина, туку и во урбана. Зошто инсистираше на тоа, бидејќи ова беше малку како еден вовед, на тоа тие твои ликови токму така да се викаат? Размислуваше ли долго? Како да ги скомбинираш, бидејќи мислам дека тоа е многу силна промисленост од твоја страна. Јас кога го читам, може да биде генерално и проблем ако се пренесат, ако се преведа, треба да се најде многу бава закачка кога би се превеле на англиски така, а да ја има таа семантика. Бидејќи да објасниме за публиката, тие ликови фактички преку таа семантика сушност како Станка да им дава мини портрет, како да им прави мини портрет. Баш така. Инаку, прво морам да кажам дека македонската книжевност е нешто кое што јас секогаш сигурно сам со себе, тоа е нешто на кое што секогаш се подпирам, нешто кон кое што секогаш се свртувам. Јас растев и како човек и како книжевник со романите и со текстовите на Петре Андреевски, Живко Чинго, Стале Попов и многу други, па дури и со книгите на оваа понова генерација на македонски автори. Инаку, доколку читателите во овие први читатели, доколку ја земат облог од брака и ја свртат на задната страна од корицата, ќе ги прочитаат овие неколку имиња кои што вие сега ги спомнавте во моментот и можеби прво што ќе ги асоцира читателите е дека станува збор за особено за машки ликови кои што потекнуваат од американски бестселер, што апсолутно не е така. Тоа морам да го кажам на оваа промоција, бидејќи во голема мера станува збор за ликови, особено на машки идентитети, кои што се контрадикторни сами со себе. Например, овој, ликот на Огнен Воденов. Тоа не е ништо специјално, например, Огнен. Огнен настапува со својот профил во јавноста како Огнен. Меѓутоа, неговата суштина е дефинитивно потенка од мраз и во мигот се топи како вода. Или ликот на Посебољуб и на Итовски. Значи, самиот лик настапува со својот профил во јавноста како нешто специјално посебен, меѓутоа апсолутно не е специјално посебен, туку напротив постојат безброј аномалии во личноста кои што го прават ликот да е контрадикторен сам со себе. Или ликот, например, на Игла Остроумовска. Станува збор, нели, тука за доста остроумна жена, меѓутоа постојат други аномалии во личноста кои што прават нејзиниот идентитет како и идентитетот на овие два машки лика кои што ги спомнавме сега да се доста контрадикторни и апсолутно морам уште во мигот да рушам тезата дека не се ликови кои што асоцираат на американски бестселер и не се тоа ликови кои што настапуваат тука со некоја специјална енормна машка величина. Овие раскази на Бајлозова Барламова на Бобрија нарасна како квасец, а преку фикцијата и приказните, кои често забораваме дека се приказни, ние ги уриваме предрасудите, ги трансцендираме собствениот идентитет и учиме како да се поврзаме над границите, вели Елиф Шафак. На ова како да се надоврзуваат сите оние кратки приказни, кои функционираат како мали медалјони преку некоја бурна ситуација или впечатлив детаљ, или долги приказни кои внимателно чекор по чекор како да се приближуваат кон еден друг жанр, кон романот. Бидејќи навистина некои од расказите се и исклучително калорични. Дали чувствуваш, Станка, дека веќе си подготвена да седнеш и да почнеш да пишуваш роман? Или можеби веќе и работиш на некој? Не знам, може сега ќе ни признае нешто. Имам критики особено од најблиските другари и другарки дека многу бавно се движиш, значи обрзај ги работите, напиши роман. Инаку после 2 објавени книги раскази дефинитивно е време да седнам и да напишам роман.
Иако не сум некој кој што ги објавува своите планови од иднината и сепак можам нешто да навестам во приликава, ќе работам на тема која што ќе биде исцрпена од Валандовско, меѓутоа тоа не значи дека ќе биде тема која што ќе ме ограничува мене во мојата локална средина, туку напротив сметам дека ќе биде тема која што ќе биде општо прифатена во државата, а доколку се гледам и подалеку можеби и надвор, се работи за еден од 10 највредни артефакти кои што се ископани на археолошкиот локалитет Зармарвинци. И се работи за артефакт кој што е ископан во 1997 година и вака навистина ми пробуди доста голем интерес. Веќе сум во контакт со луѓе кои што ми дадоа доста информации и факти околу оваа работа. И меѓутоа во истовремено морам да кажам дека во последниот период, особено во последнава година, се трудам да не си поставувам временски рамки и граници до кога јас треба да ги завршам работите, особено ако се работи за работа која што ме засега мене лично на приватен план, и се трудам многу повеќе да уживам во нештата, меѓутоа постои една работа која што може да го заврза целиот овој процес. Аплицирав за писателски престој надвор од државата. Доколку добијам такво нешто, тогаш ќе морам да го завршам целиот процес. Ако не, ќе си продолжам да си уживам во нештата и полека да си работам и се надевам дека за година-две ќе имаме роман. Ама интересно е ова што го кажа сега, мислам дека за сите една убава вест, бидејќи од локалното ќе тргнеш кон поширокото, кон колективното, кон европското и така натаму, така што ете, дај Боже да добиеш некоја резиденција, бидејќи да, навистина ќе мора да те обрзи, ти ќе видиш таму ќе те обрзе да во скоро време, нели, тој престој да го искористиш за пишување и така натаму и потоа многу скоро да се појави нели некој роман. Да, и со оваа тема сакам да покажам дека не треба да бидат работите централизирани како што се сега, за жал. Сакам да покажам дека и од малите места можат да излезат големи работи. И едноставно се работи за тема која што ќе отвори простор за да може да се зборува тука доста за прашања кои што мислам дека не мачат сите. Па еве, јас сум љубопитно, морам да кажам, еве чекам да видам што ќе се случи, во кој правец ќе се, како ќе се развие таа приказна. Инаку постојат книги кои што сами по себе инсистираат да ви го променат животот. Запишува старицата во својата тетрадка по прочитаниот роман, мој роман, затоа јас го прашав како прашање го поставив, а инаку ова е дел од еден расказ од оваа книга. Значи, запишува старицата во својата тетрадка по прочитаниот роман, што утрото и го подарува мајсторот во еден од расказите на оваа збирка. Може би токму облогот една таква книга. А што велите? Па не е лошо да се обложиме дека е така. Ама затоа треба најпрви да се прочита облогот на Станка Бајлозова-Парламова. Дали оваа твоја книга може да ни го промени животот по некој правец? Може. Дефинитивно може. Во кој правец? Па може, бидејќи сметам дека литературата е една од најмокните алатки која што едноставно им помага на луѓето да ги трансформираат, да ги менуваат и да ги обликуваат своите размислувања, своите мислења, своите ставови воопшто за животот. И јас искрено се надевам дека читателите нема да ја доживеат облогот како книга која што се зема в раце, се чита во еден здив и се остава на рафтот. Се надевам дека тоа ќе биде книга која што не дека ќе се навраќаат цел живот, можеби ќе имаме таков читател, не знам, меѓутоа се надевам дека барем читателите ќе се навратат на неколку пати на оваа книга и се надевам дека оваа книга ќе пробуди кај нив длабоки размислувања. Сите имаме такви книги кои што на некој начин им се навраќаме континуирано. Книги од кои што сме стекнале суштински знаења за животот и тоа теоретско искуство преку книгите на некој начин ние можеме да го примениме и во реалниот свет. Еве, например, јас можам во моментот да направам барем 3 такви книги. Злосторство и казна на Достоевски. Таа книга отвара суштинско прашање за тоа
колку човечкото суштество е способно на сопствената совест да ги носи грешките и гревовите кои што ги прави низ текот на животот. А апсолутно нели човековата природа е таква, ние постојано да правиме грешки. Не постои човек кој што е нели кој што не прави. Или Добра земја на Перо Бак. Има лик во книгата кој што вели ќе дојдат такви времиња кога ќе ги штедиме и ливчињата чај кои што ќе ги ставаме во топлата вода. А еве лично бидејќи сум човек кој што сакам да гледам на широко, да ги анализирам работите како функционира светот, како функционира околината околу мене, сметам дека не се далеку тие времиња кога можеби ќе ги штедиме ливчињата чај што ги ставаме во топлата вода, доколку погледнеме што се случува нели во светот. Или Крпен живот на Стале Попов, книга која што отвара суштински прашања за тоа дали во животот, исто како и во шахот, кога веќе сме ги направиле сите можни потези и кога веќе сме си ја исцртале шемата по која што ќе се движиме во животот, дали сепак постои можност да ги коригираме тие потези и да почнеме живот кој што нема да биде нов, ќе биде нели крпан, тука е во метафоричка смисла да употребен, меѓутоа сепак ќе биде како нов. Јас ги спомнувам овие работи бидејќи се надевам дека моите читатели на некој начин вака ќе ја доживеат облогот, извлекувајќи суштински мисли. Па да, веќе ти со овој одговор што меѓу последните прашања зборуваш или може веќе го начна и прашањето за поврзаноста помеѓу актуелноста на денешното време со приказните во облогот. И еве прашањето мое, на што се спремни луѓето да се обложуваат во животот? На што се спремни? На многу работи. И ова не го велам од перспектива дека ние сме безгрешни и не правиме ништо, туку апсолутно секој од нас е спремен во даден момент од животот да се обложи на нешто. И затоа сум човек кој што го застапувам ставот и како автор и како човек дека не треба да судиш апсолутно никому во животот, бидејќи апсолутно на секој од нас животот ни предодредил различни почетни стартови и различни услови и околности за живење. И кога некогаш човек ќе каже нели јас никогаш не би направил такво нешто, обиди се да дадеш одговор и да бидеш искрен со себе дали ти навистина никогаш не би направил такво нешто, меѓутоа кога ќе се ставиш во кожа на другиот, кога ќе ги погледнеш работите од перспектива на другиот, тогаш одговори на тоа прашање. Па да, во принцип нели постои она никогаш не или никогаш, затоа што нели околностите понекогаш може да не натераат на некои работи за кои што никогаш не сме помислувале дека и да ги помислиме, а не да ги направиме. Така. И затоа сум јас некој кој што го застапувам ставот дека никогаш велам, никогаш јас не би. И во кој тој контекст, само сосема на крај, дали е поголем коцкар оној што се обложува во казино, бидејќи водејќи имаме некакви коцкички, или оној што не знае што сака од животот, па си игра дури со суштинските работи? Па на ова прашање ми одговорила со тоа дека колку тежи на кантарот 1 килограм памук, исто толку тежи 1 килограм железо, бидејќи на било каков начин духовно да се обликуваш или било како персоналитет, како човек, мораш да имаш финансиска подлога, а од друга страна, па да, луѓето често се коцкаат, како што кажав и пред малку, и со суштинските работи во животот, и тоа е најстрашно. Не би требало да биде така. Да, најстрашно. Така што еве, вечерва направивме едно патување, се надевам дека уживавте сите, ве гледам дека сите сте занемени. Мислам дека малку овој разговор и ве замисли. Сите ќе појдете дома со книгата, ќе го најдете ликот кој што можеби најмногу ќе ви импресионира или ликот кој што најмногу ќе ви изнервира. Ви доаѓа, има таму ликови, мене ми доаѓаше да ги зашамарам. Искрено го кажам ова, бидејќи толку ме живцира, толку ме нервира, ама тоа е добро. Ако јас како читател реагирам на тие ликови, ако реагирам на тие приказни, значи дека е добар раскажувачот и дека јас не сум рамнодушна кон нив. Ако гледам, едвај да го дочитам расказот, да видам нели однака како ајде дека нема смисла професионален читател сум, па морам да бидам фер контекстот да го довршам. Не, јас
го чекав со страст да видам како ќе поентира, што ќе му се случи на овој лик, што се обложува така на тој начин. Така што, еве, ако навистина некој тие ликови и мене ме живцира, тоа значи дека добро си постигнала. А се надам дека така ќе биде и кај некој од овие што се во публика. Се надавам и јас лично, доколку ние поставиме хипотезата дека можеби за некој од нив, нели, постои вистински корелат во реалноста, со тоа не знае. Така. Така што, еве, јас уште еднаш и наздравувам на книгата, да има убав пат, да има убави читатели, добри читатели и ете сите да уживаме, затоа што мислам дека дури некои од овие раскази може да бидат како мали играни филмови, да се направат како мали играни филмови. Така што ете. Се надевам дека ќе доживеам така нешто. Ви посакувам убава вечер и се надевам дека навистина не е само флоскула, дека уживавте во овој непол час разговор помеѓу мене и Станка и ете, искористите го моментот да го зачувате и момент овој настан, оваа промоција и преку тоа што на самата книга ќе ви се подпиша вторката, јас веќе извлеков убава посета и благодарам за тоа и најмногу од се од книгите покрај самите книги ги сакам и посветите. Ви благодарам и уште еднаш сакам на сите да ви се заблагодарам што дојдовте вечерва и што навистина сте во толкова бројка. Ви благодарам.